Добар ден. Денеска наш гостин е председателот на Левица, Димитар Апасиев. Добре дојдовте во Слободен печат. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Она што е најактуелно во моментот на политичката сцена, после реконструкцијата на владата за која долго се зборуваше, се шпекулираше, се правеа комбинации, стана изборниот законник и неговите измени. Најактуелното прашање кое деновиве се повторува е електронското или гласањето по пошта на диаспората се искачи високо на агендата, иако не беше дел од забелешките на ОПСЕ ОДИХР. Каков е вашиот став? Или за електронско, или за гласање по пошта на диаспората? Не, тоа или може ВМРО-вците само да ве ставаат така пред алтернации, се вика тоа стручно пред свршен чин. Тоа е ВМРО-вски мајмунджилак кој што јас го истакнав. Тоа не беше спомнато во 4-месечните преговори, постојат записници за тоа. И одеднаш се појави како прашање на живот и смрт за ДПМН, ничем изазвано. Значи никој тоа не го бара. Дури ни самата диаспора тоа не го бара. Сега, ај да ги разглобиме едно по едно прашањава. Значи, и хронично и акутно проблемот со македонското изборно законодавство е немањето една изборна единица. И ние како партија која е најоштетена од овој изборен циклус и како имаме право да го покренуваме и да го тоа прашање креваме високо на агендата. Еве колку за споредба на изборите 2020 година кога Левица стана прв пат парламентарна партија со 2 пратеника, со истиот број гласови, доколку беше една изборна единица, ние ќе имавме 5 пратеника. Значи, ние на секој избори сме 3 до 4 пратеника оштетени од овој изборен модел. Од тука сосема легитимно и легално е ние да бараме промена на овој изборен модел. Впрочем, тоа беше и повод да учествувам јас како председател на Левица на лидерската средба после Божик ги текнува во јануар. И таму го иницииравме прашањето за една изборна единица и сите горе-доле се сложија и сега се запна на дали да има цензус или да нема, односно да има изборен праг или да нема. Поголемите партии бараат 5%, помалите бараат 0%, да се најдеме некаде на средина и таму одеа дискусиите. Одеднаш ние би се сложиле, мислам дека со нешто под 5, 4-3, значи за нас е прифатливо бидејќи веќе Левица го надмина епитетот на мала партија и грабиме кон двоцифрен број пратеници на наредни избори. Од тука за нас би било прифатливо и можеби и 3%, но тоа е прашање на техникалија, до кое што ние не дојдовме за жал, затоа што ВМРО-вците познати по својата префриганост и нечесност во преговарањето фрлија димна бомба на преговорите и ги минираа. Практично 4 месеци работа во Министерство за правда тие ја помножија со 0. Ај сега да видиме за гласањето за диаспората. Добро, како се најде високо на агендата и стана едно од клучните прашања? Затоа што имаат медиумска машинерија тие, имаат подкупени медиуми, новинари и едноставно со една изјава на Мицика се наоѓа на прайм тајм вести и толку. Значи не се најде во преговорите, тоа го немаше. Каде запнаа преговорите? Запнаа на тоа што прво, од една страна имате за прв пат во парламентарната историја една легитимна партија да добие 0 евра за рекламирање, додека, например, ДПМН добива 2 милиона евра секој изборен циклус за рекламирање, за платено политичко рекламирање. И ние рековме вака, ајде сега за никој да нема пари. Еве не бараме ние пари, за никој да нема. Ни за Левица, ни за вас. Неќат така. Ај за сите да имало. Па сега треба за сите да има. И они ни понудија трошки буквално. Значи, колку за илустрација, ние со 2 пратеници земавме 7% за финансирање државно платено политичко рекламирање, а сега ни нудат 3%. Разбирате која е девалвација. Ми рековме за такви суми не ни преговараме. Значи, ве обвинуваат дека сте алчни за пари. Па видите, кога ќе добиете 0, вие и 1 евро да побарате, пак сте алчни во нивните очи, знаете, пошто вие сте добиле 0. И сега, наместо тоа да го артикулираме, како е можно партија со пратеничка група да има 0 денари, тоа е нерамноправна трка на избори, вие го имавте Амар Мецинови, кој уставното право во вториот круг на платено политичко рекламирање му беше забрането. Он беше цензуриран. Значи, представник на легитимна политичка партија. Тоа не постои таков пример во Европската унија во кој што наводно се стремиме.
И од тука вие во таква ситуација нормално е да се обарате местото под сонцето. И нашиот предлог беше за никој да нема пари и да има задолжителни дебати. Тоа не им се допаѓа затоа што тие пари, да бидеме реални, никој не гледа ТВ спотови предизборни на телевизија. Тие пари служат за подкупување на редакции, на уредувачка политика и слично, а не се мали пари. Од тука ние сметаме дека треба да има задолжителни дебати наместо платено политичко рекламирање. Тие тоа не го прифати. Сега одиме на следното, а тоа е колку пари треба да се распределат. И сега нивниот сегашниот модел е следниот. Од 100%, 45% зимаат двете партии на власт, 45% на опозиција и остануваат 10% кои се делат 7 оние без пратеничка група, ние не сме такви, и 3 оние кои се вон парламентарни. Значи нас не нема никаде. Ние земаме шипек, ништо не земаме. Ама видете, од ВМРО ДПМН што велат? Дека иако на маса бил ставен договор во кој биле прифатени вашите барања, вие сепак сте го блокирали изборниот законник и дека ова сега што го правите е политички театар. Видете, ако баба лаже, трап не лаже, како ви кажа. Значи, видете го сегашниот закон кој е блокиран во собранието. Дали таму има поместување на овие проценти кои ги кажа? Не, тие се препишани. Тие се истите проценти за кои што и ОПСЕ, и ОДХР, и дури и Европска унија, која нас не смета за проруска, прокинеска, ваква, таква партија, сите им рекоа, луѓе, ова не бива вака. Вие цензурирате легитимна партија. Какви да се нивните ставови? Тие луѓе освоиле гласови и мора да бидат репрезентативно представени во тие пакети. Видете го законов кој ние го блокиравме со 3.500 амандмани, овие проценти кои ви ги кажав стојат во законот. И на крајот на криштата тие бараат да се потпише нешто што не сме го договориле. И ние одбивме да го потпишеме, велејки не, министерот за правда, бидејќи под негово покровителство беше дел од реформска агенда, тој нека биде подносителот. И тука запна. И видете сега друга една перфидност која малце се артикулира, бидејќи ние немаме пристап до медиуми да ја артикулираме. Имате пристап, како немате пристап? Тоа е следново. Тие едно што ни ја затна чешмата за овие медиуми. И ние немаме практично 0 евра кампања, додека ти има 2 милиона евра кампања. Едно што не затворија секаде како во енклава на овие медиуми мејнстрим, и сега гледаат кај се левица најаки, они се најаки на Facebook, на Instagram, на Twitter, на социјални медиуми. Ај сега и таму да ги затворим. Тоа е кваката на овој изборен законник. Тие предвидоа АВМУ да може да казнува за политички спин. Значи, така е дефинирано во закон, без дефиниција, така наведено. Политички спин 8.000 евра по пост. Значи, ако јас нешто напишам на Facebook и овој трајчески корумпираниот од АВМУ кој ќе одлучи дека е спин, и тој ќе ме казни, па како ви кажа, па ти тужи се после, така. Значи, така може секојдневно да не казнуваат по 8.000 евра во кампања која трае 21 ден. Можете да замислите која е таа сума. Значи, од кај што ни забрани овдека да се рекламираме и немаме пари, не само што немаме пари, еве и да имаме пари, немаме пристап законски, не ни даваат и со наши пари да се рекламираме, сега сакаат и на социјални медиуми да не банираат и практично ние да бидеме непостоечка партија. Извинете, но тоа не може да помине. Едноставно не може да помине. Ќе се вратам малку повторно на диаспората. Се работи ли тука ваквото инсистирање на премиерот и владеачката партија? Го гледате ли тоа како некаква калкулација? Вака. Ова е класичен. Јас го гледам како заговор, а не како калкулација. Тоа е заговор на СДС и ДПМН против левица, бидејќи тие со кревањето на летвичката за електронско гласање на диаспора му дадаа зицер на СДСМ тоа да го блокира и кој губи? Само логично поставите се прашањето, кој губи од постоечкиот изборен модел? Само левица губи. Никој друг не губи. Дури ни знам не губи затоа што се поврзани со толку гласови од диаспората. Ако гледаме така, значи, тие не добиваат од диаспората. Тие се тројца пратеници од диаспората и еве ајде да се вратиме на диаспората, толку често сега се крева. Прво, гласање електронско на диаспора не постои во Европската унија, освен во Франција и во Естонија. Естонија има од 2005 со чип картички, Франција има. Но ајде рационално да ги поставиме прашањето.
Франција има дијаспора од 3% споредбено со незиното целокупно население. Ние имаме 33% дијаспора. Нашиот изборен список е 1.800.000 гласачи, а често гласаат 900.000 до милион. Значи 800.000 гласови нас не фалат, ни ги нема луѓе во 33% од гласачкото тело каде ни е нас по светот. Така има диспропорционалитет. Не можете вие, Франција вовела, ама она за корекција, чисто да ги испочитува, оти 3% се по светот. Кај нас е 33% по светот. Второ, електронско гласање не постои како пракса. Не само што не постои, туку Норвешка и Холандија пробаа да го воведат и поради безбедносни ризици го вратија. Електронско гласање во принцип по дефиниција значи кога ќе влезете на избирачко место, наместо со ливче гласот да го дадете електронски. Тоа значи електронско гласање. Во Бугарија го Ова што го воведуваат оние интернет гласање. Такво нешто не постои. Не постои во Европската унија како пракса. И затоа тие ретерира и сега одат на гласање по пошта, кое што постои, за волја на вистината, во 10 земји, различен модел во секоја земја. Значи не постои пракса воедначена, со 2 плика, 3 плика, па тајно, па претходно да се регистрираш, па да ти пратат. Но тие немаат разработен модел за кој што ние би можеле да дебатираме. Колка е опасноста од злоупотреба на тие гласови? Апсолутно огромна, затоа што прво ДПМН нема кредибилитет тоа да го бара. Прво, тие се надеваат затоа што МПЦ и црквата се секогаш десничарски настроени гласови, дека преку нивна мобилизација тие ќе ги мобилизираат дијаспората да гласаат за нив. Тоа е нивната надеж. Следно се сеќаваме дека пред 2 изборна циклуса сајтот на ДИК кој беше направен од бугарска фирма падна и се уште се водат кривични постапки. Значи вие од старт имате нула кредибилитет тоа да обарате и последно, ако сагате, но не и помалку битно, е бомбите. Каде што го слушавме Мијалков со Миле Текнаја на Киевски, како ги отвараат. Они на вака крадат, на вреки крадат, на физички, а не па на електронски. Можете да замислите што тоа може да направи. Но, тука има една скриена квака која никој не ја артикулира, само ние ја артикулираме, но нашиот глас не допира, кажат, до мејнстрим медиумите, а тоа е тајниот договор помеѓу ДПМН и ДУИ. Не заборавајте дека 61 пратеник беа присутни во салата, од кои што 4 или 5 беа на ДУИ. Тоа значи ДУИ му го обезбеди кворумот на ДПМН за да се гласа, тоест да се помине првата фаза од овој закон. Што тоа ви кажува? Тоа кажува дека албанската дијаспора, односно дијаспората на албанците од Македонија кои имаат македонско, меѓу другото, и македонско државјанство, е далеку помотивирана да гласа електронски. И од тука целта е, на овој перфиден таен договор, целта е преку такво гласање, ДУИ да стане втората партија со 21 пратеник и да ја надмаши СДС и на таков начин понатаму да си важи мајскиот договор помеѓу Ахмети и Груевски да помане на наредна влада да коалицира со ДУИ. Тоа е целата квака на оваа изборна квази реформа која што Ама албанската дијаспора е помотивирана и на ваков начин сега како што се гласа. И сега и на ваков не мора начин, да биде електронски или па ние или видовме по за пошта. пописот кој повеќе се мобилизираше да. Значи од тука мислам дека ова е како да кажам слепа политика на ДПМН, знаејќи дека еве сега ќе со смената на министерот ќе воведуваат и албански да се полага правосудниот испит, мислам дека тој план таен за косоваризација на Македонија тие си го остваруваат и ова е на ачик излезена нова коалиција помеѓу ДПМН и ДУИ, која што може и да се озваничи после наредните избори кои не знаеме кога ќе бидат. Ама ова е многу тешко обвинување за косоваризација на Македонија. Значи за да имаме обвините власта за тоа треба да имате конкретни аргументи. Па имаме аргументи, еве на пример законот за двојазичност. Тој е див закон, тој е непостоечки закон, кој ВМРО-вскиот уставен суд, иако има мнозинство, одбива да го поништи. Тој е за прв пат во нашата уставно-правна историја објавен со подпис на генерален секретар на собрание, наместо со подпис на председател на држава. Од тука треба само да имате очи и да видите чив е подписот и да го поништите. Но наместо тоа ние имаме двојазични табли, двојазични знаци, двојазични печати и тоа е таа кусогледоста. Или сега ја видите го Гаши што прави во собранието. Мене како пратеник македонец ми ги доставува документите двојазично. Заедно рипавме против Џафери со Мицевски и со ВМРО-вците, а сега си кјутат како мачиња. Значи, тој план за косоваризација тивко и полека се спроведува. И оваа изборна реформа е план плюс да се спроведе, а не минус.
Од тука го ја надзира идната коалиција, бидејќи да бидеме реални, вреди со двајца лидери нема да опстои долго. Од тука посигурен партнер на ДПМН му е Али Ахмети. И впрочем тие си владеја 2 децении. Колку си владеја? Од 2006 до 2008 до една деценија. Да. И тие си владеат, ќе си владеат и беше владење со СДСМ. Да, после беа пржински. Уште едно прашање за една изборна единица. Ако се слушаат изјавите на премиерот, последниве денови, се чини дека тој прифаќа се само за да го добие гласањето на дијаспората. Ајде, нека прифати се и ние ќе прифатиме гласање на дијаспора по пошта, но само за претседателски избори како експериментален модел. И ние имаме аргументи затоа што зборуваме принципиелни позиции. Прво, претседателските избори се специфични во нашиот устав затоа што се единствени избори кои бараат цензус. Беше 50, па сега е 40% и е тешко остварлив и затоа секогаш се оди на спојување со парламентарни поради поголема мобилизација. Од сите избори претседателски мнозинството биле залепени со парламентарни токму од оваа причина, бидејќи луѓето се помотивирани да гласаат на парламентарни отколку на претседателски. Тоа е едниот аргумент. Вториот аргумент е дека претседателот е доминус во меѓународното право. Тој не представува нас во светот и од тука има логика диаспората да гласа за претседателски избори, додека нема логика да гласа за парламентарни и за локални избори. Впрочем, за локални избори сега Влен сака така да се гласа, тоест не Влен, некој од овие, не знам како се исподелени таму на 100 партии, од на Зиеден села крилото, бара за локални. Тоа е непостоечки модел во светот, вие да живеете на едно место, а да гласате на сосема друго место, каде што не плаќате ни даноци, не живеете и слично. Од тука не е така црно-бела сликата, но Мицкоски се обидува тоа да го представи така, но еве му фрлена ракавица. Ајде да изгласаме една изборна единица, ние ќе се сложиме на гласање на дијаспора по пошта. Да, за претседателски избори. Ајде, ќе видиме. Ексклузивно кај се опомена. За наредната недела е закажана седница на собранието за реконструираната влада. Ќе гласате ли за овој нов состав на владата, ако имаме предвид, например, дека 2 пати поднесувавте интерпелација за министерот Панче Тошковски, а тој останува дел од оваа влада? Не само тоа, видите, имаше пред 2 недели интерпелација за овој по земјоделие Цветан и жолчно го бранеа за сега да го реконструираат, така што не барајте логика во политиките на ДПМН, освен лукративна. Од тука не се ни замарам, искрено не ни знам кои ќе дојдат на министри, но ќе имаме наше експозе, сигурно ќе бидеме против, затоа што повторно се покажа дека ДПМН не ги штити националните интереси, нивниот патриотизам се сведува на лавче, заветна и толку, и тие владеат благодарение на олигархијата, администрацијата и лумпен пролетаријатот и толку. Достигнува и пензионерите, и достигнуваат некој гласачко тело фиксно 300.000 гласови и така можат комотно да си владеат, бидејќи имаат цела медиумска машинерија под нив, но персоналните решенија не толку возбудуваат. Ќе се оди на култура, нов министр, значи очекувате нови песнички детски за учек со калашникови и слично. Ќе се оди на Министерство за правда, намерно им го даваат за да воведат двојазично полагање, тоест албански јазик полагање на правосуден испит, веднаш уште првиот ден кој ќе стапне на функција овој професоров по уставно право. Така што ДПМН е дури, како да ви кажам, дури поквислиншки настроен од СДС во некои сегменти, се со цел да ја задржи фотелјата, да ја задржи стабилноста. И тоа е, впрочем, најголемиот греф, според мене, на Мицкоски гледано политички, тоа што човекот нема онтологија, нема визија каде ја тера државата и видите вие да имате шанса, таква шанса, да стигнете до малтене двотретинско мнозинство. И наместо да мислите како оваа држава да ја направите кутиче, прекрасно место за живење, вие да мислите само на тендери, тоа е неопростив греф, мислам дека во политиката. Нема визија, велите нема визија, ама има поддршка. Значи до ден денес, од пред изборите до ден денес ја има поддршката од граѓаните. Еве таа поддршка. Па видете се, како викаат, ај да не бидам вулгарен, не убавиот, туку упорниот, ви текно. Мицкоски изгуби 3 изборни циклуса кога беше најкритично, кога Заев ја продаде државата, практично Мицкоски изгуби 3 изборни циклуса поред. Се помалци и помалци гласови имаше.
но тој беше упорен. Не си даваше оставка за разлика од СДС, кај што после секои избори лидериве си даваа оставка. Овој не си даде оставка и дојде неговиот ред. Едноставно, многу е логично тоа. Во политика е битно да не се откажеш. Тој успеа да не се откажа. Тој не се откажува, ама еве и сите анкети што се спроведуваат покажуваат голема поддршка и предност прво со олигархијата. Значи не е доволно да не се откажуваш. Еве ги кампусите од кои тој зема гласови. Значи уво не го боли за народот кој живее со минимална плата и затоа не ни покачува со 450 евро плата. Значи тој ја има олигархијата, Стопанската комора, оние азески тие олигарси кои се збогатија и во времето на СДС и во времето на ДПМН, транзицијски профитери, тој ја има нивната поддршка. Ја има поддршката на банкарите, затоа имаме најскапи банкарски услуги и провизии, не дерат на секој чекор, значи за едно добар ден ти земаат пари. Потоа ги има пензионерите, на кои што линеарно им зголемува по 1000-2, ја има администрацијата, преку кој што не постои еден конкурс кој не е наместен во државата, и на крај го има лумпен пролетаријатот, која зборумта се ниските необразовани класи кои со две раки зборуваат за завет на јапеат и мафтаат со лавчиња. Со тој кампус на гласови, секој извор му носи 300.000 гласови фиксно, без кампања. И ете му од кај му е таа поддршка. Не е таа поддршка од свесниот, рационален, слободоумен македонец, албанец, србин, бошњак и не. Еве од каде му е поддршката и затоа тој така комотно владее. Но верувајте дека на наредни избори може да сонува да постигне 58 пратеника. Во најдобрите соништа нема да го постигне тој резултат. Ќе видиме, Ќе видиме, не се знае, не може од сега. Пак 0 денари да има. Ние ќе го дуплираме бројот на пратеници, а тој тој ќе падне под 50 пратеници. Еве во сите политички комбинаторики во последниот период не се исклучуваат предвремени избори. Така. Очекувате да има предвремени избори и дали ако ги има ќе настапите сами или можеби во коалиција со некого? Так. Значи предвремени избори треба да фатите некој рацио во ВМРО-вското логицирање кој што отсуствува секогаш. Значи не можете да им го фатите рациото. Ако одиме од оваа перспектива дека тие од едни до други избори, од парламентарни до локални изгубија над 130.000 гласови, фиксно, апсолутна бројка, тогаш рационален лидер не би одел на предвремени избори, бидејќи таа тенденција ќе продолжи да опаѓа. Од тука не знам која е логиката, но бидејќи тие не се рационални, туку се предсесуетни, се оди кон тоа да се поклопат мандатите, председател на ДПМН, председател на влада, па можеби амбиција и за председател на држава од 2029-та, бидејќи Бранко Црвенковски е неговите дол од младешки денови и тој сака да биде како него. Јас не верувам. Он за многу работи рекол не, па порекнал. И за пописот рече ќе го бойкотира, па не го бойкотираше. И за што друго претходно во короната таму, и за името ќе го вратиме. Така да Мицика едно кажува, друго прави, не му верувајте многу, тој може да му проработи и затоа велам тој се обкружува со поглупави луѓе од него и мисли дека е непаметен, за разлика од мене кој се обкружува со попаметни луѓе од себе и затоа левица напредува секои изборни циклуси. Во однос на тоа дали ќе има годинава, мислам дека е веќе поминато и нема да има, но можно е на пролет. Се шпекулира во кулуарите со Браниски дека на пролет може веќе има, затоа што во меѓувреме работат на распад и на СДС, ке го шмукаат знам кај себе, овие сателит партии, ги имаат сите полуги на власта и присилен апарат и тендер шеми, така што логично е, но резултатот ви велам, еве нека остане во архивата, ќе го пресечеме пак, дека 58 пратеника можат само да сонуваат ВМРО-вците на наредни избори. Без оглед како ќе одат, широка коалиција, ваква, наква. А што се однесува до левица, да, ние сме познати по тоа дека одиме сами на избори. И левица ќе биде повторно партијата која што само ќе оди со поголем и поголем број пратеници. Очекувате дека ќе бидете најголема опозицијска партија? Па ќе стремиме кон тоа да бидеме најголема, но нема да се фрустрираме и да бидеме тука некаде со овие другиве и да има 3 опозицијски практично блок. За уставните измени ретко се изјаснувате. Па тие помина од мода. Каков е вашиот став? Ако знаеме што мислите за ЕУ и НАТО, например, какво е
вашето мислење? Па не знам што мислиме за ЕУ и НАТО. За НАТО можеби знаете, но за ЕУ нашиот став не е анти-ЕУ, иако се обидуваат да спинуваат, но како разумни битија и како помлада генерација на прво политички активисти, сега политичари кои партиципираат во институциите, ние сметаме дека само глуп човек ги става сите јајца во една кошница. Од тука во новиот мултиполарен свет да се врзете само за ЕУ, кое што ви бара прво да се откажете од едно, па од друго, прво од знамето, па од името, сега од јазикот, на крајот од идентитетот и вие ќе останете дрво без корен практично. Од тука ние сметаме дека во новиот свет постојат многу алтернативи кои разумен политичар треба да ги искористи. Впрочем, ние се повикуваме на Титовата традиција на неврзаните, кои во таква студена војна успеа да направи движење. Од тука еве и Србија го користи тоа против признавањето на Косово како алтернатива. Тогаш беа други околности во светот. Сега не може да ги споредуваме. Па не знам дали не може, затоа што навидум сега почнува втора студена војна, во која што Русија не е, но е Кина. Од тука кинеско-американска е таа нова студена војна и сега мудар политичар секогаш гледа што е најдобро за неговиот народ. Но ние немаме мудри политичари, имаме вазали и затоа доколку се врземе само за едниот блок, а тоа е про-НАТО блокот, нашата држава ќе оди кон исчезнување во наредните децении, а не кон заекнување. Добро, за уставни измени би гласали или не? Апсолутно не. Нема потреба, прво затоа што тоа е измислен спор. Не постојат бугари во Македонија, тоа се минорна бројка на некои си луѓе кои исклучиле бракови и слично, а напротив постојат македонци во Бугарија. Од тука диспропорционално е тоа да барате... Тука се поклопувате со ставовите на ВМРО? Па ние заедно излеговме на протести тогаш кога беа. Од тука ние не ги менуваме позициите толку лесно како ДПМН и сме принципиелни по тоа прашање. Впрочем, нема ништо ни да смени, дури и да ги ставиме бугарите во устав, нема ништо да се смени. Затоа што веднаш други 2-3 држави ќе ви стават вето. Тоа се Франција, Холандија, кои не сакаат едноставно проширување и овие мали тукашни држави, наши соседи ги користат како маша. И тие билатерални спорови ги користат како спор за да не се проширува Европската унија и вината да падне на Бугарија, утре Албанија ако стане пред нас, да падне на Албанија, па таа ќе ни става вето уште 2-3 децени. Значи без уставните измени не можеме да одиме напред кон него. Супер, ќе одиме кон други алтернативи. Еве директно прашање во таква ситуација. Дали сте за ЕУ или за Русија? Например. Или за Кина, може би. Па може би одговорот е за Кина дека. Од тука, значи, иницијативата, не знам дали следите, иницијативата Појас и пат е присутна на 30 европски држави е присутна во таа иницијатива. Од тука, се што е алтернатива и се што носи прогрес за државата, финансиски, културолошки, едукативен, еколошки, секаков, ние сме за. Додека не сме само за врзување за една политичка струја која не дава резултати. Гледате, 35 години сме заглавени во чекалната. Сите не претица. Еве Црна Гора сега ќе не претица. Утре и Србија ќе не претица ако го само за Косово ги држат. Значи политички се одлуките. И не заборавајте, Заев го лажеа дека веднаш после референдумот и Преспански договор со НАТО отвараме прво поглавје. Од тука кој ни го стави ветото? Не го стави Русија нас ветото. Франција ни го стави ветото, ме разбирате? Од тука не сакаат големите европски играчи, сакаат да имаат една енклава која ќе биде периферија и сите нивни прљави работи ќе си ги носат таму, како што се отпад, како што е мигранти, како што е се. Од тука таа енклава во моментов историски се вика Западен Балкан и за жал нашите немудри политичари не доведоа до таму. Ни требаат мудри визионери и државници за да не извадат од таму, како Тито на времето што бил. Од тука во ваквиот нов мултиполарен свет со повеќе полови зборуваме за Америка со која имаме стратешко партнерство, Русија на која што ние ставаме санкции и Кина со која имаме некоја килова соработка, вие тежнеете да исчезнете. Од тука мудар политичар ќе игра стратешки со сите три големи сили, односно со сите три блока. И само така може да обстанеме. Каде што се сечат границите на нивните интереси геополитички. Сега рековте, еве, не кон Русија, можеби за Кина. Значи, пак останува... Што е лошо да праќаме студенти во Кина? Знаете дека Кина живее во 23-тиот век. Никој не вели дека е лошо. Ама дали тоа значи дека ако се определиме за ситуација на алтернација или не, ние викаме и со Америка, и со Русија, и со Кина. Зошто да не можеме со сите да играме?
Затоа што имаме смотани политичари кои ги држат со снимки, корупција, не знам што, затоа заради нивните банкарски сметки, не зависи само од нас цели играта, генерации, зависи и од тие трите. Па точно, од тука мудар политичар игра со сите и кој понуди повеќе за доброто на државата кон таму цели, но нашиве се врзуваат само за едни. Добро, и во моментот цело време губиме. Не знам дали гледате, ние 35 години одиме одиме да назад. понуди повеќе за државата. Самите ние треба да понудиме. Прво треба да веруваме во нашето самоодржливост како држава. Ние имаме еве некина имавме интерпелација. Ние имаме колку котлини, 4% од државата ја наводнуваме со системи. Знаете колку е тоа поразително? Ние не можеме да се прехраниме самите себе си. Ама не сме биле така од секогаш. Ние сме биле прогресивна нација, нација на вистинската страна на историјата, на антифашистичката. Ние не работиме на прехраната. Па тоа сакам да кажам. Не работиме затоа што фондовите ги крадат, ги местат тендерите. Тоа сакам да кажам, затоа што доаѓаат политичари без идеологија, како Мицкоски, како претходно Заев, трговци поединци, кои си ги гледаат нивните бизнис лукративни интереси, не го гледаат доброто на државата. Кога ќе дојде некој друг, во случајов таква е само левица, не постои друга идеолошки лепак партија која што има идеологија внатре, тогаш работите ќе се помрднат од мртва точка. До тогаш ќе глибаме вака и ќе ги бркаме младите и ќе бараме од таму од странство некаде да гласаат. Уште еднаш ќе ви го поставам тоа прашање. Еве вие велите, ако ние работиме, кој може најмногу да помогне? Самите ние. Еве самите не можеме да си помогнеме. Ако ги гледаме тие три варијанти, Европска унија, Русија, Кина, Америка, кој може најмногу да ни помогне? Сите. Мудрите политичари играат со сите. И треба секој каде што може да помогне, да помогне. Тоа е мудар политичар. Значи нема да оди само на баци рака во Брисел и во Вашингтон, ќе оди и во Москва, ќе оди и во Пекинг за доброто на државата, ќе оди секаде и во Африка ако треба и ќе носи бенефиции за народот. Ама вие знаете дека не е тоа едноставно. Па многу едноставно. Не, апсолутно е многу едноставно. Ако одите во Пекинг, на пример, сега, ако одите во Пекинг, може во Брисел да ви речат зошто сте биле таму. Значи не барете помош од нас. Еве така да резонирам. Еве така. Чисто лукративно. Или во Ајде така да резонирам. Еве вака. Еве хипотетичка ситуација. Европска унија ти дава 10 милиона грант за нешто. Да. И ти одиш во Пекинг. Еве јас сум премиер и одам во Пекинг. И тие викаат: "Еј, види го овој оди во Пекинг. Ај наместо 10 дај му 20 да не оди во Пекинг." Ме разбирате кој е бенефитот од играње со многу? Ама колку пари? Ако не разбирате, не треба фазно да правиме. Колку пари до сега Европска унија ни дала? Пекинг вас ќе ви донесе кај Европска унија пари, а не кај Пекинг. А ако даде Пекинг, Пеки, супер, ќе ги земеме и тие. Ме разбирате ли како играат бистри политичари? Тоа. Ама нашите немаат стомак тоа да го прават. Знаете зашто? Затоа што се корумпирани, затоа што ќе му извадат афера, ќе му извадат еден тендер, втор тендер, хидроцентрала и слично. Ако има, може не. Па баш ти има оди само во Брисел и во Вашингтон. Да нема, ќе оди и во Москва и во Пекинг и ќе носи бенефит од секаде. Земјоделските производи ќе ни одат во Русија, од Кина ќе земаме ноу-хау бидејќи се 23 век во технологија, од овие ќе земаме грантови од секаде и државата ќе си ја направиме прекрасно место за живење. Не ви се чини вака малку како вака сите јајца во една кошница. Не, тоа е државништво, не е просење. Просење е ова сега што го правиме. Ова сега што го правиме е просење. Просиме од Америка, просиме од Европска унија, па од Америка, па од Европска унија. И затоа немаме достоинство. Затоа нашите политичари немаат достоинство. Како мивки ги сметаат. Да отидат еднаш во Пекинг да видите како ќе ги сметаат за пореспектабилни играчи, но нема да отидат затоа што имаат тендери и се уценети баш од тие нивни служби. Значи од Америка не знам колку добиваме бидејќи политиката е смената. Мислам дека да, очигледно е смената од кога дојде овој лудиов Трамп. Дали е добро или лошо, според мене на добро е, затоа што не се меша толку. Не ја гледаме америчка амбасадорка, не ја ни знаеме веќе која е, дали има веден. Па има веден амбасадорка, додека кинескава многу почесто ја гледаме, можеби има и геополитички преструктурирање, не знаеме Западен Балкан кон кое влијание ќе потпадне. Така што интересни се времињата. Не велам дека се убави, но не се ни болка за умирање. Од тука визионер, политичар и државник може многу бенефит да донесе за државата играјќи со сите, но за жал ние такви политичари немаме, односно имаме, но не им даваме шанса.
затоа што еве вака им даваме 0 денари да се рекламираат, не можат да дојдат до мејнстрим медиуми, сега ќе забраним и на Facebook. И тоа е. Кога зборувате за Facebook, ако се следат вашите настапи, Добро. зборувам и во собрание, изјави кога давате, а и коментарите на социјалните мрежи, се чини дека сте во кавга со сите. Па не, Значи, најчесто со властелините. Неретко ги навредувате политичарите. Еве, например, премиерот и во разговоров сега го нарекувате Мицика. Па он Димче ме вика одговорница, ете не знам, тоа не е навреда. Димче од Димитар не е толкова од Мицковски Мицика. Како се едното е деминутив, другото е, тоа е понавредливо. Минатата недела... Како не вика талог, што не вика друго? Талог во општеството, да. Во општеството. Минатата недела се свртевте кон председателот на Уставниот суд. Па не, одамна сум свртен него, ама... Не, јас зборувам со коментарите. Добро. Сега, додуша и тие ве навредуваат вас како партија, ве нарекоа левичари од тему, слично. Личи ли тоа на однесување на политичари? Па видите, тоа дали од ваша страна или од нивна се? Тоа е фолклор. Јас сум присталица на идејата дека не се на секого приличи и дека ако јас пцујам, не треба и моите други членови да пцујат. Затоа што секој си гради сопствен стил и сопствен имидж на политичка артикулација и комуникација. И да, ако ви е многу пцовките на Апасиев, гласајте за Арамиеве од ДПМН. Многу едноставно во политиката. Така што тие морални, некои пуритански, ама ти си универзитетски професор, не, кога треба да се испцуе, треба и да се испцуе. Но на некој така по убав начин. Како по убав начин да пцуење? На пример, на Мицика не му стојат овие вакви, затоа што тој е почичковски политичар по мејнстрим. Ние сме поалтернативни и нас повеќе ни приличат. И затоа викам, не се на секого приличи. Така што, ако ви е многу пцовките на левичарите, гласајте си за Арамиеве десничари и ќе си имате минимална плата од 20 и колку 6.000, ќе си работите до 73 години еве сега и се ќе биде полно рамно. А добро, ако гласаат за левица? Ако гласаат за левица, ќе има радикални промени на подобро. Но луѓето негаш се плашат од подобро. Споменувате пензионирањето. Ние имаме цел сет на програма на радикал, бидејќи ние се наоѓаме во терминална фаза на исчезнување како нација и како држава и оттука благи реформи вака не се доволни. Треба радикална преструктурализација на општеството и тоа е програма за друга емисија, ќе ме викнете таму и ќе збориме надолго и на широко за социјализмот со македонски карактеристики. Добро, има ли шанси во собранието да се постигне консензус за што било? Има. Зашто може најчесто за бизнис може да се постигнат они консензус. Не, зборувам и вие да се вклучите. Не, вака сега, шала на страна. За изборниот законник има сериозни шанси да се постигне консензус ако се пристапи со добра волја. Еве, ние пристапуваме со добра волја, ги кажав, прифатете една изборна единица, ние ќе прифатиме гласање на диаспора по пошта во модалитет кој е европски разработен за претседателски избор. Ајде да ги пробаме таму прво. Безопасно ќе биде, има цензус, има логика, има резон зошто таму се воведува, па после ако се покаже како добро решение, ќе ги прошириме и на парламентарни. Но да не ставате пред свршен чин и да не уценувате дека или подпишете го законов или пак ќе имате 0 денари, ние сме учени на безпари и ќе ви речеме фалави дечки, ние ќе одиме пак со 0 денари. Ја кочите ли навистина работата на анкетната комисија во собранието, како што ве обвинуваат? Јас од кога станав председател се препороди таа анкетна комисија, порано држала по прошлиот мандат 2 седмици. Сега имаме 7-8 седници, на кои што најпознатата седница, земете анкетата, пошто граѓаните го паметат овој парламентарен состав, имаше едно истражување на овие, не ги знам овие NGO-шиве, сите велат по анкетната комисија каде што Апасиев председаваше, а Мицика, Силјановска и Гаши седеа како ученичиња во прв ред. Тоа беше за кочани. Така што апсолутно не ја кочам, туку јас се обидувам да ја заживеам на секаков можен начин и со моето правно знаење и се обидувам да ја извадам од канџите на NGO-вштината која досега била заробена, само се одело по семинари, никакви ефекти во пракса. И за прв пат имате ситуација кај што опозицијна партија ја води, а да не е од албанската етничка заедница. Обично по дефолт им ја давале на овие 20% и никој не ја заживеа. Па каде е тогаш проблемот? Зошто ве обвинуваат?
Па не знам, веројатно за заклучоците што не ги донесовме, но јас немам мнозинство во таа комисија. Таму се ДПМН мнозинство и прашањето треба кај нив да го упатите, а не кај мене. Јас само ги закажувам седниците и ги председавам, додека мнозинството и гласањето на дневните редови заклучоците зависи од ДПМН. Почитувани, тоа беше председателот на Левица Димитар Апасиев. Ви благодарам на вниманието.